Пепелашка. На еден богаташ му се разболела тешко жената. Откако видела дека ѝ се ближи крајот, таа ја викнала кај себе својата керка единица, па ѝ рекла: "Мило дете, стигнавме до раскрсницата на нашите врвици. Ти ќе продолжиш по врвицата што води во животот, а јас по врвицата на заборавот. Затоа при разделбата сакам да ти дадам еден совет. Остани секогаш скромна и добра како што беше и досега." Потоа ги склопила очите и умрела. Наскоро зимата го покрила нејзиниот гроб со бел снежен покрив, а пролетта, кога сонцето ги разбудило пак птиците и цвеќињата, таткото на девојчето довел во куќата друга жена. Заедно со неа се доселиле и нејзините две ќерки, кои имале убаво лице, но злобно и пакосно срце. Од тогаш започнале црните денови за малата паштерка. Кој дозволил на таа глупава гуска да седи со нас в соба, зборувале лошите сестри. Незиното место е во кујната. Кој сака да јаде, прво нека си го заработи лебот. Потоа и ги одзеле незините убави фустани, а наместо нив добила нека стара испокрпена долница и рало дрвени чевли. Што ни е убава нашата гиздава принцеза? И се смееле сестрите и ја истерале паштерката во кујната, каде што морала од зори до темен мрак да врши најгруби работи. Освен тоа и двете сестри се труделе од се срце што повеќе да го загорчат животот, подбивајќи се и правејќи разни зла. Навечер, кога по напорната работа ќе отидала на починка, не се неа чекало мека бела постела, туку морала да легне покрај огништето во пепелта. Па бидејќи поради тоа била постојано валкана и напрашана со пепел, ја нарекле Пепелашка. Еден ден таткото требало да оди на пат и пред да тргне ги прашал паштерките што да им донесе. "Убави фустани," рекла едната. "Бисери и скапоцени камења," посакала другата. "А ти, Пепелашке?" му се обрнал таткото на своето дете. "Што ќе посакаш ти?" "Татко," одговорила тихо Пепелашка, "мене донесете ми го првото гранче што ќе ви го гребне на враќање шеширот." Така и било. Откако ги свршил своите работи, таткото им изнакупил на паштерките убави фустани, бисери и скапоцени камења. Потоа тргнал од градот. Додека јавал низ лесковата шумичка, едно гранче лесно му го гребнало шеширот и тој го скршил па го понел дома. Штом стигнал, тој на паштерките им предал се што му порачале, а на Пепелашка и го дал лесковото гранче. Пепелашка му се заблагодарила и со гранчето поитала кон гробот на мајка си, каде што го насадила, полевајќи го обилно со своите горки солзи. Гранчето набрзо се фатило и пораснало во убаво стројно дрво. Пепелашка секој ден одела на мајчиниот гроб да се исплаче и да си ги искаже своите маки. Тогаш една бела птица ќе слетала и ќе фрлала на Пепелашка во скутот се што ќе посакала. Во тоа време кралот на таа земја приредил свечен дворски бал на кој младиот принц требало да се избере меѓу присутните убавици невеста за себе. Било предвидено балот да трае 3 дена. Двете сестри, кога слушнале дека и тие ќе одат на дворската игранка, ја повикале Пепелашка. "Исчешлај не, испеглај ни ги фустаните и зацврсти ги златните копци на нашите чевли. Само брзо да не задоцниме на дворскиот бал." Подготвувајќи ги двете сестри, Пепелашка почнала да плаче во потај што ќе отидат без неа на балот. Најпосле ја присобрала сета храброст, па ја замолила маштејата и неа да ја поведе на дворскиот бал. "Што ти паѓа на ум, Пепелашке?" се насмејала маштејата. "Па ти немаш балски фустан, а освен тоа не умееш ни да играш, само ќе не изрезилиш пред оној свет." Но Пепелашка почнала толку усредно да ја моли, што маштејата немала што да прави, туку и рекла: "Така нека биде." Потоа зела една чинија полна со леќа и ја истурила во пепелта, па додала: "Ако ја собереш и ако ја истребиш за 2 часа оваа леќа, можеш да дојдеш со нас на балот." Пепелашка, штом останала сама,
Изтрчала на задната врата во градината и почнала да вика: "Нежни гулабици и сите други мили птици, слетајте живо ваму да ја истребите леќата од пепелта. Здравите зрнца вчинија, црвливите гушичка." Туку што го доизрекла тоа, а две бели гулабици веќе слетале на огништето, а по нив и сите други птици па почнале да колбаат зрнце по зрнце. Клук, 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 отвојувајќи ги здравите зрнца во чинијата. Не поминало ни еден час, а работата била завршена и птиците одлетале, а пепелашка со чинијата истребена леќа веќе поитала кај маштејата, радувајќи се веќе однапред што ќе смее и таа да појде во дворецот. Но маштејата и рекла: "Што ти паѓа на ум, пепелашке? Па ти немаш свилени балски чевличиња, ни диадема за да си ја украсиш со неа косата. Како да те поведеме? Само би не изрезилила пред оној свет." Пепелашка пак заплакала, па почнала толку усредно да ја моли, што маштејата немала што да прави, туку и рекла: "Добро, нека биде." Потоа зела две чиничиња полни со леќа и ги истурила во пепелта, па додала: "Ако ја собереш и ако ја истребиш за еден час оваа леќа, можеш да дојдеш со нас на балот." Пепелашка штом останала сама, се стрчала на задната врата во градината, па почнала да вика: "Нежни гулабици и сите други мили птици, слетајте живо ваму да истребите леќата од пепелта. Здравите зрнца вчинија, а црвливите в гушичка." Туку што го изрекла тоа, сите бели гулабици веќе слетале на огништето, а по нив и сите други птици па почнале да колбаат зрнце по зрнце. Клук, 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 одвојувајќи ги оние здравите во чинијата. Не поминало ни половина час, а работата била завршена и птиците одлетале, а пепелашка со двете чини истребена леќа поитала кај маштејата, радувајќи се веќе однапред што најпосле ќе смее да појде во дворецот. Но двете сестри извикале: "Таман работа, зар да ја поведеме оваа валка на парталка, само да не изрезили пред оној свет." Потоа и го свртеле грбот и поитале на дворскиот бал. Пепелашка, откако останала сама, се упатила кон гробот на мајка си и извикала: "Затреси се леско над гробната штампа, сребро и злато истури ми ама." Во тој миг слетала на дрвото белата птица, па фрлила пред нејзините нозе златен фустан и свилени чевличиња извезани со сребро. Пепелашка брзо се облекла и поитала кон дворецот. Таа била толку убава во својот златен фустан, што ни маштејата, ни нејзините ќерки не можеле да ја препознаат. Туку мислеле дека е тоа некоја принцеза од друг дворец, какви што ги имало доста на тој бал. Штом се појавила, принцот веднаш и пристапил и за сето време играл само со неа. Но токму на полноќ пепелашка незабележливо се измушнала од дворецот, па поитала кон гробот на мајка си, каде што ги оставила златниот фустан и чевличињата извезани со сребро. Потоа се вратила дома и легнала крај огништето во пепелта да спие. Следната вечер, туку што тргнала маштејата со своите ќерки од куќата, пепелашка пак поитала кон лесковото дрво и извикала: "Затреси се леско над гробната штама, сребро и злато истури ми ама." Во тој миг слетала на дрвото белата птица, па фрлила пред нејзините нозе уште поубав фустан и побогат од оној вчерашниот. Тогаш се појавила пепелашка во дворецот, пак сите и се восхитувале на нејзината убавина. Принцот, кој со нетрпение го очекувал нејзиното доаѓање, веднаш и пристапил и сето време играл само со неа. Кога било полноќ, пепелашка незабележливо се измушнала од дворецот, па поитала кон гробот на мајка си, каде што ги оставила фустанот и чевличињата. Потоа се вратила дома и си легнала кај огништето во пепелта да спие. Третата вечер, туку што тргнала маштејата со своите ќерки од куќата, пепелашка пак поитала кон лесковото дрво и извикала: "Затреси се леско над гробната штама, сребро и злато истури ми ама." И во тој миг слетала на дрвото белата птица,
па фрлила пред нејзините нозе прекрасен фустан извезен со бисери, со скапоцени камења и чевличиња од суво злато. Кога се појавила Пепелашка во дворецот, сите занемеле од восхитување, а двете сестри позеленеле од злоба и од завист. Принцот не се одделувал од неа и сето време играл само со неа. Околу полноќ Пепелашка пак се измушнала од дворецот, но тоа принцот го забележал, па поитал по неа. Бегајќи, на Пепелашка и паднало едното чевличе од ногата. Принцот го зел и утредента тргнал од куќа до куќа. Нема ли да ја пронајде онаа на која и припаѓало златното чевличе? Онаа што ќе може да го обуе ова мало златно чевличе ќе биде моја невеста и ниедна друга, им рекол принцот на своите родители, тргнувајќи на пат. Барајќи ја така Пепелашка, принцот најпосле стигнал до нејзината куќа. Гледајќи го така како доаѓа, обете сестри се израдувале, мислејќи дека ќе им се насмевне среќата, бидејќи и двете имале мали прекрасни нозе. Откако кажал зошто доаѓа, принцот најпрво и го подал чевличето на постарата сестра која отишла во соседната соба да го проба. Но прстите на нозете и биле предолги, а пак чевличето прекратко, но не можела никако да го обуе. Потоа мајка и подала нож и рекла: ако ти се прстите предолги, пресечи ги. Кога ќе станеш кралица, инаку повеќе не ќе мораш да пешачиш. Тогаш постарата сестра го зела ножот и си ги пресекла прстите на ногата и така сосила ја вовлекла во чевличето. Потоа излегла пред принцот, стискајќи си ги забите од преголем бол. Откако ја поздравил како своја невеста, принцот ја качил пред себе на конјот и отишол јавајќи кон својот дворец. Кога биле близу до гробот на мајка и од Пепелашка, двете бели гулаби загукале од лесковата гранка. Гугу грв, во чевличето крв. Чевличето е премалечко, измамата е откриена. Тогаш принцот и погледнал на девојката в нога, па кога видел како капе крв од чевличето, го свртал конјот и ја вратил лажната невеста во нејзината куќа. Тоа не е онаа вистинската, и рекол на нејзината мајка. Потоа и го подал чевличето на нејзината помлада ќерка, која исто така отишла во соседната соба за да го проба. Прстите некако влегле во чевличето, но петицата и била преголема, а чевличето пак премало, па не можела никако да го обуе. Потоа мајка и го подала ножот и рекла: ако ти е петицата поголема, подсечи ја. Кога ќе станеш кралица, инаку не ќе мораш повеќе да пешачиш. Тогаш младата ќерка го зела ножот и си ја пресекла петицата и така некако ја вовлекла ногата, сосила во чевличето. Потоа излегла пред принцот, стискајќи си ги забита од преголем бол. Тогаш принцот ја качил пред себе на конјот и отишол јавајќи кон својот дворец. Кога биле близу до гробот на мајка и од Пепелашка, двете бели гулабици загукале: гугу грв, од чевличето крв. Чевличето е премалечко, измамата е откриена. Тогаш принцот и погледнал на девојката в нога, па кога видел како капе крв од чевличето, одново го свртел конјот и ја вратил лажната невеста во нејзината куќа. Гледајќи го веќе оддалеку принцот како се враќа со помладата ќерка, маштејата брзо ја затворила Пепелашка во голубарникот. Тоа не е вистинската невеста, рекол принцот враќајќи ја ќерката. Имате ли уште некоја девојка во куќава? Немам, одговорила намурзено маштејата. Во тој миг слетале двете бели гулабици на гулабарникот и загукале: гугу гука, невестата е тука. Принцот тогаш пристапил кон гулабарникот и ја извел од тука Пепелашка и го дал златното чевличе да го проба. Откако се измила и откако се исчешлала Пепелашка, седнала на еден триножник, ја извлекла ногата од нејзините груби дрвени чевли и ја пикнала во чевличето што истоело како излеано.
Кога станала, принцот малку подобро се загледал во нејзиното лице и веднаш ја препознал во неа убавицата од дворскиот бал, па извикал: еве ја вистинската невеста. Потоа ја кренал кај себе на конјот и весело отишол, јавајки со неа кон својот дворец. Кога минале покрај гробот, двете бели гулабици загукале од лесковата гранка. Гугу грв, во чевличето нема крв. Чевличето е како излеано, невестата е пронајдена. Потоа излетале на Пепелашка на раменици и така останале се до дворецот. Наскоро нивното венчавање било свечено прославено, на кое Пепелашка ја поканила и лошата мажда со своите ќерки, но гласникот со поканата не ги нашол дома. Од силна злоба и завист за секогаш ја напуштиле земјата и отпатувале дури во Деветото царство, за да не видат и за да не слушнат ништо за Пепелашка и за нејзината среќа.